Општина Кочани во соработка со Друштвото за меѓународна соработка ГИС и Министерството за труд и социјална политика во салата на Советот на Општина Кочани денеска одржаа работен состанок на кој ги представија реализираните активности од досегашните проекти и деловникот за работа на координативното тело од страна на представници од Министерството за труд и социјална политика. Се анализираа и веќе реализираните проекти во општината. Денеска имаме презентација на работата, досегашната работа на проектот ГИС, финансиран од ГИС, Германското друштво за интернационална соработка. И во првиот дел представување на деловникот за работа на координативното тело. Во рамки на проектот, покрај формирањето на канцеларија за социјални услуги која што веќе работи, имавме за задача и да формираме координативно тело со чинители од институциите, од здруженијата на граѓаните, од верските заедници и денеска ги имаме нив тука присутни. Значи целта е да се презентира деловникот, да се види кои се нивните задачи, кои се нивните ингеренции во делот како членови на координативното тело, за да можеме понатаму одделно да работиме во групи, бидејќи се работи за едно поголемо тело кое што секако не може да работи заедно. Значи имаме представници од сите области, буквално почнувајќи образование, детска заштита, социјална заштита, полиција, здравство, значи од сите области, плюс невладиниот сектор кој што е вклучен на некој начин во инволвирањето на социјалната заштита и како што рековме, плюс ги вклучивме верските организации. Надлежните се надеваат дека и во иднина Министерството за труд и социјална политика ќе продолжи да имплементира нови мерки и проекти со цел да им помогне на социјално загрозените сталежи во општеството да имаат подобра живеачка